Добар ден во пладневното издание на вестите на Канал Плюс телевизија. Еве што ќе гледате во нив. Започнаа подготвителните работи за проектирање и пробивање на пристапен пат во село Црник Пехчево, каде ќе се гради пречистителна станица за комунални отпадни води. Топло време до утре. Метеоропатите и хроничните болни на удар. Поради високите температури кои не се карактеристични за овој период од годината, граѓаните се жалат на главоболки, вртоглавици, малаксанус и ревматски болки. Пченицата е култура која доминира на виничките полиња. Од планираните 628 хектари, заклучно со 10 ноември се засејани 586 хектари. Јачменот е најмалку застапен. Пченицата е културата која доминира на виничките полиња. Од планирани 628 хектари, заклучно со 10 ноември, засејани се 586 хектари или 93,31% од планираното. Најмалку има јачмен, само 41 хектар, чија сејдба е комплетно завршена. Според проценките на подрачната единица во Виница, поволните временски услови овозможеле есенската сејдба да се реализира со околу 80%. Имавме екстрено долго топло и сушно лето. После тоа топло и сушно лето следуваше период пред се првата половина на месец октомври со обилни врнежи од дожд, кои допринесоа да почне да биде доволно заситена со влага и тоа беше неопходен предуслов за отпушување на подготовките за есенска сејдба. Со оглед на тоа дека потоа следуваше период на ведро, на суво и топло време, која овозможи нормална и непречена есенска сејдба. Така да нашите планови беа во однос на претходната година беа намалени во делот на есенската сејдба, меѓутоа имајќи во предвид поволните временски услови пред се втората половина на месец октомври и првата половина на месец ноември, есенската сејдба се одвива непречено и во оптимален рок, така да ќе бидат засејани предвидените планирани површини со есенска сејдба, дури и надфрлени од предвидениот план. Можеме да кажеме дека со планот ни беше предвидено сејдба на 335 хектари на пченица, 41 хектар на рж, 241 хектар на јачмен и останати житни култури имаме пред се третикалето 11 хектари. Меѓу индустриските култури единствена за која земјоделците имаат и се повеќе интерес да ја одгледуваат е афионот, кој ќе покрива цели 15 хектари од земјоделските површини. Можеме да кажеме дека овие култури што се засеваат, житни култури, традиционално отприлика бројките се движат во овие рамки. Афионот може да кажем исто како култура дека традиционално се засева на подрачјата на општина Виница, па дури може да се каже и малку повеќе, имајќи во предвид дека последните години имаме и добра цена, што на некој начин е примамлива за нашите одгледувачи, така да и производството на фион е застапено во малку. Колку во однос на лани има повеќе сега? Некаде околу 10% имаме зголемени површини од афион, со тоа што имаме можност во текот на пролетните месеци, односно зимско-пролетните месеци да имаме и пролетна сејдба на фион, така да површините од 15 хектари ќе бидат најверојатно зголемени на 20 хектари. Градинарските и фуражните култури се застапени минимално со по 2 хектари и тука сејдбата е целосно завршена. Инаку во подрачната единица во Виница завршено е пријавувањето за легализација на насади, за што се поднесени 36 барања, а во тек е комплетирањето на документацијата за 10 органски производители на ниво на општина. По огласот за закуп на државно земјоделско земјиште, во Виница се доставени 40 барања, за кои Министерството треба да се изјасни до крајот на годината. Во јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани до 19 ноември се одржува 10-тиот поред саем на книгата, кој по традиција го организира Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата. Во присуство на голем број љубители на книгата, читатели и граѓани, пред присутните најпрви им се обрати директорката на Кочанската библиотека Сузана Ѓоргиева. Не радува тоа што се повеќе и повеќе издавачки куќи се интересираат за учество на саемот на книгата во Кочани, така што годинава сме почестени со учество на 14 издавачки куќи,
кои ја нудат овде својата богата продукција на хит литература детска и за возрастни. Потоа тука се бестселерите на од звездите на светската книжевност, на издавачката куќа Магор. Присутни се култура, наша култура, Сакам книги, Или, издавачката куќа 3, Арс Ламина, исто така повторно е присутна Ѓурѓа, Матица македонска, Просветно дело, Македоника литера, Бегемот, исто така непочести и младинска книга со сите своји енциклопедии, така што граѓаните на нашиот град ќе добијат голема понуда на книги, ќе можат да ја изберат својата книга, омилена, веќе очекувана или пак нешто ново. Исто така радува фактот што се јавува се поголем интерес за учество на овој саем, а со самото тоа се надеваме дека ќе ги задоволиме вкусовите и на најпробирливите читатели со наистенчен вкус за книга. Саемот за отворен го прогласи Петар Апостолов во името на општина Кочани, која дава целосна поддршка на ваквиот вид манифестации кој ги организира библиотеката Искра. Сметам дека ова е едно од најважните културни случувања во општината, со која ја подсетуваме јавноста на важноста, на значењето на книгата, а со тоа и на потребата од доживотно читање, учење и надградување на секоја личност. Саемот на книгата е можност да ги имаме на дофат најновите примероци од издаваштвото, од сите жанрови, за сите вкусови по пристапни цени. Интересот на граѓаните низ сите овие години потврдува дека правиме вистински потек, овозможувајќи им да бидат со книгите пријателите кои секогаш умеат духовно да не исполнат. Со времието во кое сите го чувствуваме напливот на технолошките и комуникацијските трендови, внесува нови пристапи кон содржините од кои се учи. Се осознава или се ужива во пишаниот збор. За нас, повозрастните, се докажа дека книгата е незаменлива. 10-тиот саем на книгата во библиотеката Искра ќе биде отворен секој ден од 10 до 18 часот и 30 минути. Интересот за најновите белетристички и енциклопедиски изданија од страна на читателите на првиот ден на саемот беше мощно голем. Ке се гради прочистителна станица за комунални отпадни води во село Црник во Пехчева. Со изградбата на станицата, Црнечка река ќе се заштити од загадување и на околу 1000 жители ќе им се реши голем проблем со отпадните води. Со проектирањето на трасата и пробивање пристапен пат започнаа да течат активностите, а од оваа недела и официјално ќе започне изградбата на прочистителната станица за комунални отпадни води. Ваквиот проект на жителите од село Црник ќе им предонесе да живеат во здрава средина и да се заштитат од заразни болести. Вредноста на оваа инвестиција чини 1.764.000 динари, а средствата се обезбедени преку Министерството за животна средина и општина Пехчева. Речиси една недела имаме високи температури нетипични за овој дел од годината. Топлото време удри по хронично болните и метеопатите. Лекарите велат скоро и да нема човек кој не ги чувствува последиците од топлото време. Имаме се повеќе во амбулантите имаме респираторни инфекции, зимски инфекции, значи влегува бранот на зимските болести. Исто така се повеќе имаме доста пациенти кои имаат висок крвен притисок и срцеви тегови. Најдобрата превенција е конзумирање на повеќе течности и витамини. Се барат аналгетици, антипиретици, С витамин. Секогаш им советуваме на пациентите да земаат нешто дополнително. Значи, препораката е да се земаат и поголема количина на течности, чаеви, вообичаено за овој период. Значи, тоа е нешто основно за да си само помогнат во однос на симптомите што ги дават настинките. Обично тоа се значи болки во грлото, зарип над глас, проблеми со носот, значи со течење на нос,
вообичаено главоболка. Големите осцилации на температурите причина да осцилира и крвниот притисок, па затоа луѓето чувствуваат слабост и вртоглавица. Препораката е да обавезно пациентите кои што имат редовно, значи хронично повишен крвен притисок, си ја земат редовната терапија која е пропишана од лекарите. Меѓутоа, нормално кога дојде до инцидентно покачување на крвен притисок, во секој случај треба пациентот да се консултира со лекар за да се даде соодветната терапија. Значи, а претходно мора да има и исследувања. Така да апелирам да луѓето на своја рака не превземат никакви действија во однос на регулација на тој крвен притисок. Главоболки, вртоглавица, малаксаност и ревматски болки. На ова најчесто се жалат граѓаните поради високите ноемвриски температури. Прече ли ви топлото време на здравието? Прече. Удари му главата. Многу. Ете сега не носам такво палто, носам само дебела блуза па ми смета. Многу е лошо во сонце. Многу ли е топло за ноември? Топло е. Треба дождови, треба врнање, ова не е убаво. Па како не пречи? Пречи со притисоци, со вртоглавици. Топлото не е добро, порно да си е ладно. На времето начи кога беме млади шо обави снегове, ладно за од милина да одеш и да шеташ, а сега шетаме мутави. Па да ви кажам искрено, јас се осеќам дури и пријатно. Ова е така наречено продолжено лето, бидејќи Штип е познат по тоа што има долга есен. Не сум пушач, едно убаво ми стое, а од друга страна и малку ќе уштедеме на грејењето. Порано било ли е волку топло за ноември? Ретки некои месеци. Па пречи ми. Да. Имате ли здравствени проблеми? Притисак. Со се. Порано било ли е волку топло за ноември? Па не е било порано, бе. Порано се знаеше кога е пролет, кога е годишните времиња, мислам. Кога сонце летото, сега во е за никден. Како и да е, веќе од утре метеоролозите најавуваат заладување, а температурите ќе паднат за неколку степени. Француската полиција потврди дека во текот на вчерашните вечерни сати во делови на Париз се случија 6 терористички напади. Од нив 2 биле самоубиствени бомбашки, а 1 е бомбашки терористички напад. Исто така потврдена е смртта на 8 терористи, а по останатите се трага. Телевизијата CNN јавува дека 7 терористи се разнесле при самоубиствените бомбашки напади. Властите ги засилија контролите на аеродромите, а железничкиот сообраќај речиси се одвива нормално. Но според дописникот на BBC, возот кој се обраќа на линијата Лондон-Париз, кој секогаш е полн, денеска во него нема патници. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изрази сочувство по серијата смртоносни напади во Париз и повика на консензус на меѓународната заедница во борбата против тероризмот. Како земја која многу добро ги знае последиците од тероризмот, ние совршено го сваѓаме страдањето низ кое сеја Франција минува, изјави Ердоган во телевизиското обраќање. Турција, која викендов е домаќин на самитот G20, се согласи со американската администрација дека нападите во Париз се злосторство против човештвото и вети целосна соработка со Франција и незините сојузници во борбата против тероризмот. Лидерите од G20 ќе се сретнат утре во регионот на Анталија, каде тема на разговорите ќе бидат војната во Сирија и глобалната безбедност. Исламската држава преку социјалните мрежи најавила нови напади во други европски и американски градови преку хаштагот на арапски јазик, што во превод значи Париз гори. Незините членови најавиле напади во најмалку 3 други светски центри. Главните цели на ИСИС според овој хаштаг се Рим, Лондон и Вашингтон, а меѓу другите цели се споменуваат и Берлин, Њујорк и Брисел. За сега нема потврда дека наведените градови се во директна опасност, но и во сите европски и американски градови нивото на тревога е подигнато на максимално ниво.
Денес ке се одиграат надпреварите од второто коло во македонската одбојкарска лига. Во машка конкуренција штипската одбојкарска екипа на Мавис ќе ја пречека екипата од Пробештип Весна Акумулатори. Надпреварот е закажан за 13 часот, а ќе се одигра во салата на средното општинско училиште Колен Ихтенин. Останатите надпревари во машка конкуренција Струмица ќе гостува кај екипата на Лирија, а Сушево ќе ја пречека екипата на Шутова. Овие два надпревари ќе се одиграат со почеток во 17 часот. Во женската прва лига второто коло ќе го отвори екипата на Шкендија и Јаната Воле во 13 часот. Универзитетската екипа Гоце Делчев ќе гостува кај Македонија Макс, надпревар закажан за 14 часот. И во последниот надпревар екипата на Работнички ќе ја пречека екипата на Бамикор. Овде е крајот на вестите, повеќе содржини гледате во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.